Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे. Оваа книга содржи лек за човештвото. Мухамед салаллаху алейхи веселем е упатство и светилка за двата света. Мухамед салаллаху алейхи веселем е светлина на просторот и времето. Јас не можам да го наречам Бог од стравот пред семокниот Аллах, но јас се колнам, тој е светилник кој на човекот му го покажува патот до Бог. Исламот во споредба со другите религии во Индија. Предавање од реформаторот и имамот на ова доба, ветениот Месија Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, водач на Кадијана. Предавањето е прочитано пред големиот собир во Лахор на 3 септември 1904 година. Денес, прелистувајќи го весникот Паиса Акбар од 27 август 1904 година, дознав дека некој по име Хаким Мирза Махмуд Ахмад Ирани, кој е следбеник на човекот кој тврди дека е Месија, е присутен во Лахор и сака со мене Мубахел да се надпреварува водови. Жал ми е што морам да кажам дека моментално сум презафатен за да го прифатам неговиот предизвик. Утре, во сабота, е собир поради кој ќе бидам зафатен цел ден, а во недела сабајле одам за Гурдаспур на судски процес. Во Лахор сум 20 дена и никој не ми предложил такво нешто. И не можам да го разберам значењето на ова конечно барање, кога веќе сум на заминување и немам ниту минута слободно време, кое би можел да го издвојам за некаква друга обврска. Дозволете ми, меѓутоа, да му предложам на Хаким Мирза Махмуд еден друг јасен метод да дојдеме до одлука. Јас предлагам весникот Паиза Акбар во целост да го објави текстот на мојот говор, кој утре на 3 септември 1904 година на конференцијата ќе биде прочитан, и предлагам и самиот господин Хаким да напише колумна и во истиот весник да ја објави. Нека луѓето прочитаат и нека ги споредат и двете колумни и одлучат која од нив е заснована на вистина, искреност и уверливи докази, а која не ги почитува овие стандарди. Според моето мислење на овој начин ќе го избегнеме лошиот крај кој најчесто произлегува во текот на такви расправи. И бидејќи јас во својот говор не сум му се обратил на господинот Хаким, дури не сум го ниту спомнал, исто така ќе бидеме во состојба да избегнеме било каков вид на замерки до кои таквите расправи често доведуваат. Мирза Гулам Ахмад од Кадијана. Во името на Аллах, милостивиот, дарител без барање, сомилосниот, ние го пофалуваме Аллах и ги повикуваме неговите благослови на неговиот чесен пратеник. Предавање во Лахор. Пред се, ја изразувам својата благодарност на семокниот Бог, што ни подарил доблесна влада, која поради своите принципи на еднаквост и правда не го спречува ширењето на нашата вера и ја отстранува секоја препрека од нашиот пат. Покрај благодарноста кон Бог, исто така, изразувам благодарност и кон оваа влада. Почитувани пријатели, јас денес ќе зборувам за разни религии кои постојат во нашата земја и колку што е можно ќе настојувам да бидам внимателен, бидејќи одредени луѓе не сакаат да ја слушнат вистината која е против нивните верски убедувања. Разбирливо е дека немам моќ да ја остранам таа нивна создадена омраза, па поради тоа, иако ја кажувам вистината,
Сакам да ми опростат. Почитувани пријатели, по длабоко размислување и постојани објави од Бог, дознав дека во оваа земја постојат многу религии и религиски разлики, кои како бура метат по земјата. Сите тие караници потекнуваат од фактот дека мнозинството луѓе ги изгубиле своите духовни способности и не се плашат од Бог. Духовната светлина, која помага да ја разликуваме вистината од невистината, го напуштила секое срце. Атеизмот од ден на ден напредува и додека јазиците го изговараат името на Бог и Пармешвар, срцата се повеќе и повеќе се наклонуваат кон атеизмот. Сето ова се докажува преку практично однесување на луѓето, кое е далеку од тоа што треба да биде. Тие тврдат многу, но никогаш практично не ги покажуваат своите изјави. Јас овде не сакам да ја ставам под знак прашалник искреноста на човекот, кој приватно води побожен живот, но мнозинството не успеало да ја постигне целта во која религијата му е неопходна на човекот. मुझे उस राह पे डाल दो मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे. Многумина се грижат за чистотата на своето срце, вистинската љубов кон Бог, сочувство за другите луѓе и високиот морал како што е благоста, љубезноста, правдата и понизноста. И не внимаваат за чистотата, побожноста и богобојазливоста, што всушност е духот на религијата. Леле, како што религискиот надпревар расте, духовноста сразмерно опаѓа. Целта на религијата е луѓето да го препознаат вистинскиот Бог, кој го создал светот, да го сакаат толку многу што било која друга љубов ке се излади во нивните срца, да бидат љубезни и сочувствителни кон неговите созданија и да се борат да ја досегнат најголемата можна чистота. Оваа цел во ова време е напуштена и мнозинството луѓе всушност го следат некој огранок на атеизмот. Тие изгледа не се свесни за Божјото постоење и овој недостаток на свест предизвикува од ден на ден гревот да се зголемува. Јасно е дека ако не поседуваме вистинско знаење за нештата, не можеме да ја разбереме неговата вредност, ниту можеме да го сакаме, ниту да стравуваме од него. Јасно е дека сите облаци на страв, љубов и почит се родени според познанието и главната причина за изобилство на гревови во ова доба е човековиот недостаток на сознание за неговиот создател. Знакот кој ја разликува вистинската религија од другите е тоа што таа на верниците им отвара многу патишта на сознанието и свеста за Бог, што прави тие не само да се воздржуваат од гревот, туку и да ја видат Божјата убавина и слава и толку потполно да го засакаат, што и миг на одвојување од него ќе им изгледа полош од маките на џехеннемот. Ослободување од гревот и љубовта кон Бог несомнено е целта на човековото постоење и создава вистинска среќа, која исто така е наречена дженнетски живот. Спротивно на тоа, секоја желба која е против Божјата волја е огнот на џехеннемот и секој живот потрошен во следењето на такви желби е како животот во џехеннемот. Сега се поставува прашање за тоа, како човек може да се ослободи од таков живот на џехеннемот. За да можам да одговорам на ова прашање, Бог ми подарил знаење дека спасот од ова пребивалиште на огнот зависи само од вистинското и совршено сознание за него. На човековите желби, кои го привлекуваат како голема поплава, која се излива за да ја уништи верата, може да им се спротивстави само нешто еднакво силно. Затоа, ако за цел го имаме спасувањето, треба да имаме потполно сознание за Бог, како што и познатата изрека вели дека клин со клин се избива. Не треба многу аргументи да покажеме дека единствено вистинското познание за Бог, марифат, може да не вдахне со љубов и страв. Ако на детето му дадете дијамант вреден милиони, тој нема да го цени повеќе од играчка. Ако на човек му дадете мед кој е отруен без негово знаење, тој со задоволство ќе го изеде, не сваќајки дека во него се наоѓа неговата смрт, бидејќи е несвесен за отровот. Од друга страна,
Вие никогаш свесно раката нема да ја ставите во дупка со змии, затоа што знаете дека таа постапка ќе ве усмрти, ниту ќе земете отров затоа што сте свесни дека и тој ќе ве доведе до смртта. Од која причина тогаш вие не се плашите од смртта, која доаѓа како резултат на кршење на Божите наредби? Јас ви велам дека причината е се уште недофатливоста на вистинското сознание, какво што го имате за штетноста на змијата или отровот. Никаква логика не може да го побие фактот дека совршеното знаење го спречува човекот да прави нешта кои можат да му предизвикаат штета по животот или имотот, и затоа не му е потребна вера во некакво начало на избавување. राह से तुम मिलो मुझे उस राह पे डाल दो मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे. Дури и најголемите криминалци ги потиснуваат своите желби бидејќи знаат дека ќе бидат фатени и казнети. Како што знаете додека преку ден вооружени полицајци патролираат по улиците, тие не се осмелуваат да ограбуваат продавници со илјадници евра. Зошто? Дали затоа што веруваат во избавувањето и што се исплашени од начелото на крстот? Не. Тие се воздржуваат само затоа што ги препознаваат црните униформи на полицајците и се плашат од нивните сјајни сабии и сваќаат дека ако бидат фатени ќе завршат во затвор. Овој принцип вреди дури и за животните. Лавот во налет никогаш не скокнува во огнот, дури и кога својата жртва ќе ја види на другата страна, а волкот никогаш не го напаѓа јагнето, чиј чувар стои покрај него, со сабја или наполнета пушка. Затоа, драги луѓе, вистински испробана филозофија е дека за спасение на човекот му е потребно вистинско сознание, а не некакво начело на избавување. Јас пак ви кажувам вистина, ако народот на Нух имал вистинско сознание кое вдахнува страф од Бога, немало да потоне. Ако народот на Лут вистински го препознал својот господар, не би бил каменуван. Ако на народот на ова земја му било подарено вистинско сознание од кое телото затреперува, тој не би бил опустошен од чума. Непотполното сознание е исто така бескорисно, затоа што и љубовта и стравот кои произлегуваат од него се непотполни. Никој не може да извлече никаква корист од непотполна вера, непотполна љубов, непотполен страв и нецелосно знаење, ниту што се однесува до тоа, може ли било кој да се засити со недоволно храна. Дали нечија глад може да се задоволи со зрнце храна или нечија жед да се угаси со капка вода? О, вие мрзеливи во барањето на вистината, како тогаш можете да се надевате дека ќе ги примите големите Божји благослови со само малку знаење, малку љубов и малку страв? Запомнете, единствено Бог може да ви исчисти од гревот и вашите срца да ги наполни со својата љубов и да создаде почит во вашите срца кон својата возвишеност, и вечниот закон налага сето тоа да биде подарено откако човекот ќе постигне потполно познание кое е извор на страв, љубов и почитување. На тој кому му е подарено потполно познание, исто така дадено му е и совршена љубов и страв, и тој на кого ова му е подарено, подарен му е и спас од сите гревови кои произлегуваат од дрскоста. Со цел да го постигнеме овој вид на спас, нам ни е потребна крвта на Исус, или распетието или избавувањето. Се што ни треба е жртвување на самите себе, што од нас го бара и самата наша природа. Ова жртвување со други зборови е познато како ислам, што дословно значи самите себе да се понудиме како жртва или своеволно и потполно да му се подчиниме на Бог. मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे. Денес го завршивме
првиот дел од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.